зголемен број на студенти во новата академска година. Стартува системот One Stop на Табановце. Естонија воведува дигитална лична карта. Светската здравствена организација препорачува зголемување на цените на тутунот и алкохолот. Храната може да предизвика кошмари. Ален Славица со нов настап во Битола. Во академската 2024-2025 година се запишале 53.535 студенти, што е зголемување од 2,3% во споредба со лани, покажуваат податоците на Државниот завод за статистика. Најмногу студенти се определиле за здравство и социјална заштита, 13.371, од кои 10.011 се жени. Потоа следат студиите за бизнис, администрација и право со 10.839 студенти, додека информатичко-комуникацијските технологии ги избрале 8.875 студенти низ државата. Денеска на граничниот премин Табановце-Прешево со Србија се пушта во употреба системот One Stop за заедничка интегрирана контрола. На официјалниот старт ќе присуствуваат министрите за внатрешни работи на Македонија и Србија, Панче Тошковски и Ивица Дачики. Според Тошковски, системот ќе овозможи многу побрз проток на граѓани на најфреквентниот граничен премин во државата. Мобилната апликација ЕСТИ и од јули 2025 ќе стане официјален дигитален документ што ќе им овозможи на граѓаните да го потврдат својот идентитет без физички лични карти и пасоши. Новата функција ќе се користи во аптеки, продавници, ноќни клубови и државни институции преку посебно генериран QR код или баркод. Министерката за правда и дигитални технологии, Лиза Пакоста, истакна дека ова е најзначајното унапредување на апликацијата од нејзиното лансирање и дека само неколку држави во светот имаат ваква услуга. Процесот на верификација ќе биде доброволен за граѓаните и компаниите, а проверката ќе се врши безбедно преку апликацијата со временски ограничен приказ на податоците. Апликацијата нуди околу 50 услуги и веќе помина 2 фази на безбедносно тестирање. Светската здравствена организација ги повика државите да ги зголемат даноците на тутунот, алкохолот и засладените пијалоци за 50% во наредните 10 години. Оваа мерка е дел од глобалната стратегија за намалување на хронични болести како дијабетес и одредени видови рак и може да собере до $1 билион до 2035 година за здравствени системи во време на намалена меѓународна помош. Иницијативата 3 до 35, што ја промовира Светската здравствена организација на конференцијата во Севилја, нагласува дека зголемувањето на даноците е една од најефикасните алатки за заштита на јавното здравје. Речиси 140 земји веќе ги зголемиле даноците на тутун за повеќе од 50% во последната деценија, а сега препораките се прошируваат и на алкохол и засладени пијалоци. Според планот, цените во земјите со среден приход би требало да пораснат од $4 на $10 по производ до 2035 година, прилагодувајќи се на инфлацијата. Меѓутоа, се очекува отпор од индустриите кои зависат од овие производи. Вистина е дека честото јадење сирење и млечни производи, особено на вечер, може да предизвика кошмари. Вистина е дека ова не важи само за млечните производи, туку и за сладките и зачинетата храна, како што покажува новото истражување објавено во списанието Frontiers in Psychology. Истражувачите на Универзитетот Мекјуан во Канада анализирале искуства на 1082 студенти за врската меѓу навиките во исхраната и соништата. Вистина е дека резултатите откриле силна врска меѓу интолеранцијата на лактоза и појавата на кошмари, веројатно поради гастроинтестиналните тегоби кои го нарушуваат сонот. Вистина е дека, според раководителот на истражувањето, доктор Торе Нилсен, луѓето кои не толерираат лактоза и страдаат од стомачни тегоби имаат полош сон и почести кошмари. Вистина е дека науката одамна знае дека и други телесни непријатности можат да влијаат на сонот, а кошмарите стануваат проблем кога го прекинуваат спиењето и доведуваат до избегнување на сон. Вистина е дека промената на навиките во исхраната може да помогне за ублажување на ваквите ноќни вознемирувања. Вистина е дека љубителите на благо нема да бидат среќни со овие резултати, бидејќи сладките се на врвот на листата на храни што најмногу се поврзуваат со вознемирувачки соништа. Дури 31% од студентите ги поврзале најчудните соништа со десерти. Вистина е дека 22% од испитаниците ги поврзале кошмарите со млеко и млечни производи, 16% со месо и 13% со зачинета храна.
Вистина е дека емоционално набиеното прејадување е поврзано со повознемирувачки соништа, додека здравите оброци и подолгите паузи меѓу нив можат да доведат до поживописни и полесни за паметење соништа. Вистина е дека истражувањето го зајакнува аргументот дека храната на вистина може да го промени квалитетот на сонот и дека интолеранцијата на одредени намирници може да биде непознат извор на чести или потешки кошмари. Вистина е дека многу луѓе не се свесни за врската меѓу она што го јадат и квалитетот на нивниот сон. Вистина е дека ова истражување ги охрабрува луѓето да размислат што внесуваат во организмот, особено пред спиење. Вистина е дека поздрава исхрана и избегнување на тешка или зачинета храна доцна навечер може да ја намали веројатноста за ноќни кошмари и нарушување на спиењето. Вистина е дека оваа тема отвора и поширока дискусија за менталното здравје, бидејќи нарушениот сон и честите кошмари често можат да бидат знак за стрес или анксиозност. Вистина е дека подобрувањето на навиките во исхраната може да биде еден од наједноставните чекори кон посмирен ум и поквалитетен одмор. Вистина е дека истовремено со ова треба да се внимава и на другите фактори што влијаат на спиењето, како стресот, физичката активност и рутината пред легнување. Вистина е дека научниците препорачуваат повеќе истражувања за да се разбере колку различни видови храна можат да влијаат на соништата и менталното здравје. Вистина е дека свесноста за оваа врска може да помогне многу луѓе да најдат едноставни решенија за подобар сон. Вистина е дека дури и малите промени во начинот на исхрана можат да донесат големи придобивки за секојдневната енергија и општото чувство на благосостојба. Сите ја знаеме неговата емотивна балада "Дао сам ти душу", песна што остана врежана во музичката меморија на целиот Балкан. Ален Славица, еден од најатрактивните пејачи во поранешна Југославија, по долгогодишна пауза и живот далеку од очите на јавноста, повторно се врати пред македонската публика, и тоа со ексклузивен настап во Битола. Славица, кој веќе подолго време живее во Америка со своето семејство, не ја напушти музиката, напротив, продолжи да создава и твори, но далеку од балканските медиуми. Вчера специјално допатува од САД за да биде дел од значаен музички настан во Македонија. На археолошкото наоѓалиште Хераклеја во Битола, во магична атмосфера под отворено небо, тој беше специјален гостин на јубилејниот концерт на битолската рок група Гром. Публиката со носталгија го пречека Славица, кој уште еднаш потсети на златните времиња на ексју музиката. Големен број на студенти во новата академска година. Стартува системот One Stop на Табановце. Естонија воведува дигитална лична карта. Светската здравствена организација препорачува зголемување на цените на тутунот и алкохолот. Храната може да предизвика кошмари. Ален Славица со нов настап во Битола.